Време е за дневник на регионалната К1, а во него ќе ги следите најновите информации од Вардарскиот регион, Македонија и светот. Се враќаме веднаш по кратките најави. Останете со нас. До крајот на оваа година, двете најголеми улици во Свети Николе целосно ќе бидат завршени. Успешно се спроведува проектот за деконтаминација на почвата со засадување репка. Љубителите на виното имаа можност да присуствуваат на првото отварање на почвите со вино од годинешната берба, кое традиционално се одржува во винарската визба Тиквеш. Уште неполни 24 часа неделат од времето на изборните ветувања. 5 коалиции и 6 политички партии ќе се борат за гласот на народот преку нивните понудени проекти за подобри услови за живот. А што ќе биде пресудно за гласот на народот? Да го видиме одговорот од анкетата на колешката Дијана Иванова. Од утре почнува времето на изборни ветувања. Учесниците во изборната трка за гласот на народот ќе се борат преку понудените проекти со чија реализација би се подобрили условите за живот. Изборот е задоволителен. 5 коалиции и 6 политички партии. Кој како ќе се одлучи така? Не сум против за тоа. Кој како ќе се одлучи, ништо. Како мисли така? Тој што работи некој оди дале. Тој што ствара, а не со ресном верба само зборување, а ништо не работи. А не би го тоа бе душа. Не би можел да кажам точно, ама сепак што ќе понудуваат, да речеме, кој како ќе понуди. Тоа зависи сепак од политичарите, нели? Да ги искористам своето право гласачко, а најверојатно ќе зависи пак од програмата, за кое што ќе биде, ако биде према мене актуално, сигурно ќе биде и гласањето таму. Изборниот мегден е закажан за 11 декември. Тогаш граѓаните со правото на својот глас ќе ја донесат одлуката која политичка опција ќе ја предводи државата во наредниот 4-годишен мандат. Она што на ден пред почетокот на изборното представување се знае е дека на овие избори понудените листи се со политичари кои се добро познати на македонската политичка сцена, но и на гласачите. Се реализира ветеното од страна на локалната самоуправа Свети Николе со довршување на реконструкцијата на улицата Крстеми Сирков во рамките на предвиденото. По барање на Свети Николчани, локалната самоуправа изврши комплетна замена на старата дотраена азбестна водоводна мрежа со поставување на нова со ПВЦ цевки. Нова водоводна мрежа, атмосферска канализација, нов асфалт по светски стандарди. Вака сега изгледа улицата Крстеми Сирков. Иако првично не беше планирана промена на водоводната мрежа на овој дел од улицата, по барање на граѓаните, вели градоначалникот на Свети Николе Зоран Тасев, се изврши комплетна замена на старата дотраена азбестна водоводна мрежа со нова ПВЦ. Не идовме на стара азбестна мрежа и на таа улица, бидејќи на улицата Крстеми Сирков пола од водоводната мрежа е сменета. Според програмите кои што ги имавме ние, требаше целокупната линија да биде сменета. Некој во минатото нели пишал и направил дека сето тоа е заменето или направено. Меѓутоа тоа не се случило. Увидувајќи го тоа, знаејќи го тоа и граѓаните, дојдоа со петиција, значи сите буквално потпишаа таму, да имаме промена на водоводната мрежа на улицата Крстеми Сирков, вториот дел од улицата. Во меѓувреме интензивно се работи и на улицата Младинска и оваа улица доби целосна замена на водоводната и канализационата мрежа, потенцира Тасев. Со замената на водоводната и канализационата мрежа веќе немаме зафати кои што се прават во трупот на улицата. На улица Младинска имате 2 канализациони мрежи и двете ќе функционираат. Ќе бидат поврзани со тоа што новата ќе биде пониска од другата, кога ќе се наполни капацитетот при екстремни дождови на старата, на новата, нели, ќе прифати и старата и на тој начин ќе се избегнат и оние проблеми кои што имаме, тоа улица со голем пат. Очекуваме до 1 декември целосно да заврши асфалтирањето, вели градоначалникот Тасев. Со ова двете најфреквентни и најголеми улици во градот ќе бидат модерно направени по светски стандарди со сите параметри.
Еколошкото друштво Вила Зора втора година поред успешно го реализира проектот за деконтаминација на почвата со засадување на репка. Оваа година неколку хектари се засадени со маслодајна репка, и тоа во Велес, Башино село и Речани. Неколку хектари се засадени со маслодајна репка оваа година, и тоа во Велес, Башино село, Речани, секаде каде што има земјоделски загадени површини од топилница, информира Ненад Коцич од еколошкото друштво Вила Зора. Вели, сите површини кои ги насадиле успешно се зафатени и маслодајната репка си ја извршува својата функција. Нова година ќе упатиме повик за следната година, кога повторно бесплатно ќе извршиме засадување на неколку хектари, нови хектари маслодајна репка, и доколку има потреба ќе ги засадиме на старите површини, доколку не е доволна деконтаминацијата која што ќе се изврши за една година. Веќе има заинтересирани земјоделци кои сакаат на нивните земјоделски површини да биде засадена оваа репка која е најдобар прочистувач. Сите оние анализи кои што се имаат правено се правени за една година. И од земјоделски факултети, и од Македонија, и од други институции кои што се правени, свршто да кажам дека репката е најдобар прочистувач за кадмиумот. Нас не е тој најбитно, затоа што кадмиумот е најканцероген метал. Меѓутоа е добар прочистувач и за оловото и за цинкот. Еколошкото друштво Вила Зора втора година поред го реализира овој проект. Доколку не е доволна деконтаминацијата на површината за една година, постапката ќе се повтори, порача Коцич. Користењето на мобилни уреди во текот на возењето и разговорот со сопатниците се почеста причина за сообраќајни несреќи. Во првите 9 месеци во нашата земја во сообраќајни незгоди животот го загубиле 109 лица, како последица на користење мобилен телефон додека управувале со возило. Сања Левкова Ангелова ги има деталите на оваа тема. Возачите да не користат мобилни телефони додека управуваат со возилата. Ова е една од најчестите причини за предизвикување на сообраќајни незгоди. Користењето на мобилен телефон зад воланот е ризично како за возачите, така и за пешаците во сообраќајот. Статистиката говори дека од почетокот на годината па до сега во Вардарскиот регион изречени се вкупно 148 прекршочни пријави за користење на мобилен телефон додека се управувало со моторно возило. Санкциите кои се законски предвидени се издавање мандатен платен налог, со кој се изрекува на плаќање на глоба од 45 евра во денарска противвредност или регистрирање на вкупно 25 негативни бодови. Во првите 9 месеци во Република Македонија во сообраќајни незгоди животот го загубиле 109 лица, а една од причините е користењето на мобилен телефон додека се управувало со моторното возило. Некои од нив правеле селфи зад воланот. Затоа Стојковска апелира на совесно учество во сообраќајот. Сите тие норми и правила на однесување пред се да не заштитат нас како учесници во сообраќајот, односно конкретно како лица кои што управуваат со моторно возило, но и останатите учесници во сообраќајот, за да не ја доведеме во прашање, односно да ја загрозиме нашата безбедност и нивната безбедност. Статистиката покажува дека на светско ниво 43% од возачите пишувале пораки додека возеле, а 36% од возачите се јавувале на телефон или разменувале инстант пораки. Кога сме веќе кај хрониката, едно лице е повредено во сообраќајна несреќа која што се случила вчера во 8 часот и 25 минути на локалниот пат Свети Николе, село Ѓуриште, на местноста Викана Бареш. Валентина Михајловска повеќе за ова. Едно лице е повредено во сообраќајна несреќа која се случила вчера утро во 8 часот и 25 минути на локалниот пат Свети Николе, село Ѓуриште, на местноста Викана Бареш. Сообраќајката се случила помеѓу трактор Fiat 640, управуван од 47 годишниот ЗР од село Горобинци, и патничко моторно возило Fiat Punto, управувано од 57 годишниот ВН од Свети Николе, при што тракторот се превртел на коловозот. Сопатникот на тракторот 50 годишниот ИТ се здобил со тешки телесни повреди, кои со возило на итната медицинска помош бил пренесен и задржан на лекување во медицинскиот центар во Штип,
Увид на лице место извршила екипа од полициската станица од општа надлежност Свети Николе. Многобројни љубители на виното имаа можност да присуствуваат на првото отварање на бочвите со вино од годинишната берба, кој традиционално се одржува во винарската визба Тиквеш во рамки на манифестацијата Фестивал на младо вино. Љубителите на врвното вино имаа ретка можност да го дегустираат младото вино од последната берба, која традиционално се одржува во винарската визба Тиквеш во рамки на манифестацијата Фестивал на младо вино. Фестивалот придонесува за креирање на домашната традиција за проценка на квалитетот на виното од тековната берба, за развојот на винската култура и за унапредување на репутацијата и стандардите во домашната винска индустрија, рече Светозар Јаневски во обраќањето пред присутните. Стрепења, стравови, исчекувања, за енергијата, за страста, која сите ние вложуваме во овој Божи напиток. Сакаме да споделиме со вас што вредните раци на лозарите и винарите, благонаклоноста на природата, исплотеноста на љубовта и желбата успеа во воздигнување на напивката на Бахус. Денеска бидете со нас, со своите пријатели, со своите најблиски, обкружете се со она што е најубаво во нас, човечкото. Бидете среќни и уживајте во плодовите на новата берба. Освен дегустацијата на младото вино, љубителите и познавачите на вина дадоа своја оценка и очекување на квалитетот на виното и бербата пред добивањето на посакуваната финална структура на вината. Фестивалот на младо вино, кој што годинава по 7-ми пат последователно го организира Тиквеш, е прв и единствен од ваков вид во земјава. Ова е некоја традиција која почнавме ние како Тиквеш, значи отварање на бочвите со ново вино од берба 2016, што им дава на нашите верни потрошувачи исклучителна можност да пробаат што им следи кој ќе биде флаширано ова истото вино денес што го пијат. Овогодишниот фестивал имаше и хуманитарна нишка. Средствата кои се собрани ќе бидат донирани за потребите на градот Кавадарци, со што ќе се потврди општествената одговорност како компанија која Тиквеш ја има долги години. Како што нагласува Ивановски, тие се задоволни од овогодишната берба благодарение на временските услови. Тоа ќе се уверат и потрошувачите 2017 кои ќе го лансираме дел од новите вина, значи спремаме неколку нови вина, неколку нови проекти имаме од Тиквеш и сме, може да кажам, исклучително задоволни. Значи грозјето кое ни пристигна беше со врвен квалитет, не се прават компромиси никакви, така да мислам дека имаме на што да се надеваме за 2017 година. На фестивалот кој траеше 2 дена присуствуваа вински познавачи, сомелиери од целиот регион, како и представници на бизнис заедницата, амбасадори и делегации од земјава и странство. Со апстракции во комбинирана техника, акрил и масло се представи пред домашната публика ликовниот уметник Горан Боев од Кавадарци. Премиерно беа представени 20 нови дела. Станува збор за еден од најталентираните и најплодни македонски автори последнава декада. Ликовна изложба со дела на познатиот кавадаречки македонски ликовен уметник Горан Боев беше отворена вчера вечер во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци. Премиерно беа представени 20 нови дела. Станува збор за апстракции во комбинирана техника акрил и масло. Боев во своите дела ги користи мистичноста, колоритот и апстрактното како начин за изразување, оставајќи простор реципиентот самиот да ја дешифрира идејата. Како што знаете, оние што го познават моето творештво, досега беше фигуративно творештво и секако јас понатаму продолжувам во таа насока да творам. Ова изложба можем да ја наречем еден мој експеримент, еден обид да се одговорам на едно мое прашање што ете така можеби само од себе се наметна во текот на моето сегашно ликовно искуство, а тоа е што би се случило кога нели формата, препознатлива, реална форма со која што досега се занимавав како проблематика во сликарството, што би се случило ако таа ја снема и како би можеле самите ликовни принципи, односно ликовни елементи што го составуваат всушност ликовниот јазик да екзистираат сами за себе во една
хармонија или на сликарското платно. Се надевам дека успеав да ја создадам таа хармонија и секако во насока на едно видување на еден познат германски филозоф Ханс Георг Гадамер, кој што изјавува дека човек при посета на музеј или во случај при посета на изложба не заминува истиот онаков како што влегол во тој амбиент, па така јас се надам дека од оваа изложба ќе понесете позитивни импресии. Благодарам уште еднаш. Станува збор за еден од најталентираните и најплодните македонски автори последнава декада. Тој со специфичен уметнички израз кој се наградува и именува со текот на неговото уметничко созревање. Изложените дела се создадени последниве години. Во нив Боев ја надоградува својата сликарска интуиција во доменот на абстрактниот експресионизам. За уметничката душа и за вредноста на човекот. Имаме ние големо богатство во човековата индивидуа. Го почувствував тоа во лулките на уметноста, во Париз, Фиренца, Венеција и по некоја случајност, коинциденција или Бог знае што, и тој беше таму нашиот вечерашен домаќин. Имаме ние и цркви, и звона, и манастири, и верба во Бога и возвратена љубов од Него. Имаме ние и плодна почва, и вино, и вредни винари, и лозари, и сонце што грее, и ветер што дува од три страни. Имаме ние, пријателе, се. Само треба да знаеме да го сочуваме, да го сакаме и да го почитуваме. Никогаш не сум имал доволно дистанца од него за да знам се за него. А ја немам ни сега. Неговото бегство од реалната ситуација се наоѓа во празното платно. Во неговиот уметнички потек прво ќе ја почувствувате хуманата вредност, а потоа ќе видите се со голо око. Човек. Во моите очи Петар Пан, за своите најблиски пријатели Робин Худ, за светот Пикасо, а за Бога негов најверен слуга. Горан има реализирано 10 самостојни изложби, а учествувал на бројни групни изложби и ликовни колонии во Македонија и странство. Од 2011 година до денес е ангажиран како иконописец со грав во Бигорскиот манастир, Свети Јован Крстител. Неговото творештво е дарба дадена од Бога, рече новинарката Мирјана Мукаетова. Горан е сликар на детските соништа. Тој е сликар на детските соништа, на тишината и спокојта на богата фантазија на детството, која во него изнесено со едно многу повисоко квалитативно ниво. И самиот вели дека моќта на детската фантазија е многу голема, што е двигател на творештвото. И токму во неговите дела тоа имавме можности да го почувствуваме. Боев е роден во Кавадарци, завршил училиште за применета уметност и факултет за ликовни уметности, а магистрирал под менторство на професорот Симон Шемов. Работел како асистент на факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет, а известно време и како професор во Кавадаречката гимназија Добри Даскалов. Настанот организиран точно по 20 години од неговата прва изложба е во рамките на Кавадаречката културна есен 2016. Од утре граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на избирачкото право на бесплатната телефонска линија 0854 321, која што ќе функционира од 8 до 16 часот. Интеграцијата на Република Македонија во НАТО беше главна тема на вчерашната средба на министерот за одбрана Зоран Јолевски со заменик генералниот секретар на НАТО. Ова се вестите од Македонија. Од утре во канцеларијата на Народниот правобранител, граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на избирачкото право на бесплатната телефонска линија 0800 54321. Истата ќе функционира од 8 до 16 часот. Ќе може да се пријават неправилности во изборниот период и на денот на гласањето. Во соопштението од Народниот правобранител се вели: по пријавите на граѓаните ќе се постапува веднаш по примениот повик или снимената порака.
Народниот правобранител правата на граѓаните ќе ги штити со преземање итни мерки за ефективно постапување од страна на надлежни органи во изборниот процес и другите институции кои се должни да им обезбедат заштита на нивните загарантирани права, се вели во соопштението. Интеграција на Република Македонија во НАТО, мигрантската криза и предстојните избори во земјава биле тема на разговор на средбата на македонскиот министер за одбрана Зоран Јолевски со заменик генералниот секретар на НАТО Росе Готемолер. Средбата се случила за време на безбедносниот форум во Халифакс, како што соопшти Министерството за одбрана. Јолевски информирал за реформите во одбранбениот сектор и процесот на модернизација на АРАМА, при тоа додавајќи дека од следната година ќе се зголеми буџетот за одбрана. Јолевски смета дека земјата ги исполнила сите критериуми за членство во НАТО уште во 2008 година. Променетото геополитичко обкружување во Европа и светот укажува на потребата за што поскоро интегрирање на Македонија во НАТО, потенцирал Јолевски. Во Хаг се уапсени 166 демонстранти поради насилство врз полицијата. Над 90 лица загинаа, повеќе од 120 се повредени во железничка несреќа, што се случи во северниот дел на Индија. Блог вести од светот. Најмалку 91 лице загинаа, над 120 се повредени во железничка несреќа која се случила во северниот дел на Индија, соопшти полицијата. Далџит Синг Чаудари, шеф на полицијата во државата Утар Прадеш, изјавил дека билансот на жртвите е 91. До несреќата дошло кога 14 вагони од патничкиот воз излетеле од шините во близина на селото Права, кое се наоѓа во близина на индустрискиот град Кантура, додека поголемиот број од патниците спиеле. Возот сообраќал на линијата Патна Индоре. Спасувачки екипи го пребаруваат местото на несреќата. Железницата е главно превозно средство на подолги дестинации во Индија, а железничката мрежа на земјата е една од најстарите во светот. Поради насилство врз полицијата, во Хаг се уапсени 166 демонстранти. Синоќа под мотото "Стоп за угнетувањето на антифашистите и анархистите" протестираа околу 200 демонстранти во Хаг, а собирот бил одобрен од градот Хаг, но под услови учесниците да не го покриваат лицето. Во соопштението на полицијата се наведува дека на почетокот на демонстрациите одреден број на демонстранти ги покриле лицата со шал, капа или наочари за сонце. Поради тоа што не сакале да ги откријат лицата, градската управа наредила да биде прекинат собирот, на што наишле на отпор на 166 демонстранти. Откако полицијата почнала да апси, на земја биле најдени нелегални пиротехнички средства, стапови и чекан. Денеска имавме сончево и претежно топло време, но со мала локална облачност. На високата температура на воздухот ќе се движи во интервалот од 12 до 18 степени. Да ги погледнеме деталите.
Ова беше последната информација за овој дневник. Пријатно!